И добро е што ја негува традицијата веле за избор на спортисти, на најдобар спортист, на најдобри млади спортисти, бидејќи знаеме дека во спортот иднината се младите и од целата земја. Она преска што го кажавте вие дека некогаш се градеа бројни објекти, тоа се позитивните страни, дека навистина се внимавало на спортот и се во градењето на една здрава нација. А здрава нација се, меѓу другите работи, се гради и преку спортот. И тоа е многу важно и ова наше општество сега во овие денешни денови, да навистина се вложи што е можно повеќе за да овие деца, бидејќи секоја чест на децата што се бават со спорт, бидејќи тука се разликуваат од своите врсници што не се бават со спорт, одвојуваат од своето слободно време, одвојуваат од службата, од дружбата со другарчињата и така натаму. Така да треба да се фокусира државата малце повеќе на поголемо влијание за што можно поголем број на млади да се вклучат во спортски активности, бидејќи сум ја професор на рекреација, тогаш секако дека и поголем стимул треба да се направи преку во целата држава, сите што поголем број од популацијата на Македонија да се вклучи во рекреативни активности. Кога вие имате пример и од училиштата и од родителите и системот дека промовира физичка активност, многу повеќе млади ќе се вклучат во тие активности и она што го кажавте вие на крајот дека нормално е дека со квалитетот ќе си дојдат да бидат репрезентативци, да можеме да се носиме во светот, со светот во било која дисциплина. Значи треба многу вложување и мислам дека тоа не е невозможно, некогаш сме го имале, кога времењата биле сосема други. Знаеме ние за Велес дека имало и прволигаши во фудбал и врвни кошарка, тако е ракомет. Јас се сеќавам на тие времења и од историја што знам на спортот. Познато ми е и мене ми е жал што успесите, многу повеќе успеси имало во тоа време. Ќе успееме ли? Меѓутоа луѓето од тоа време секако ги пренесуваат своите искуства и можат многу да кажат, можат многу да направат и ние треба да го искористиме тоа, да ги искористиме тие луѓе, да ги искористиме луѓето за да можат да влијаат врз младите. Меѓутоа примарно е општеството, преку образовните програми во училиштата и така натаму. Една генерална порака до младите. Да за сите млади, дали се бават со професионален или рекреативен спорт, не е важно. Важно е да се бават со спорт. Бидејќи во денес што знаеме новиот начин на живот што носи какви болести све на денешницата, пред се од седечкиот начин на живот, употребата на технологијата и така натаму, и све тоа треба да биде составен дел на животот, такво време живееме. Меѓутоа, секојдневно да одвојуваат време за спортување. Бидејќи само здрава нација ова држава може да однесе напред. Ви благодарам. Ви благодарам вас.